Поради утврдениот коронавирус кај градоначалникот, општината Чешиново Блешево денеска е со затворени врати. Во моментов сите административни активности се сведени на нула, без никој да знае да каже што и како понатаму. Не знам ништо. Не знам. Немам појма, не знам. Вие сте да отворите? Да, јас сум хигиеничар. И чекам да се прави дезинфекција. Добро, ќе функционира некоја служба или? Не. Само ради дезинфекција. Од кога е затворен? Од вчера од 1 сат. Ненадениот прекин во работењето ги одложи плановите на граѓаните. Дури сега разбирам од вас дека градоначалникот е оболен од коронавирусот, а за други лица се уште не сме запознаени. Без разлика како налажуваат потребите. Значи, во моментот е да и општината има разбирање што може да се плати, што не може да се плати. Инаку е затворен. Ништо не функционира. Дали ќе се чека? Ќе мора да се почека, значи за известен период ово да се санира. Па нема како ќе ги измериме? Шом не работи, како ќе ги измериме? Не може да ги измериме. Тие што зимат пари там, они нека си мислат како ние со. Па не даваме пари, кој ќе дое, тогај ќе мислиме, са нема. После со камати со тоа со. Па нема да може сега кој за преводи, тоа е иначе за превод, за имање нешто, такви работи нешто, иначе друго што куќе, даноци. Ќе се среда за даноци ќе ги земат, не е страшно. Па наше мислење не знам. Не сум запознаен. Како сега ќе ги плаќате даноци? Не знам тоа. До кога општината ќе биде недостапна за граѓаните во моментов е неизвестно, но може да се претпостави дека до завршувањето на долгиот пат на лекување, општината останува затворена. Но, сега најважното прашање е дали, освен градоначалникот, вирусот не зафатил и некои други од општината. Од друга страна, од општина Кочани понудија секаква помош општината евентуално да не застане со работа. Како општина Кочани, ние стоиме на располагање и секако јас и се јавував и на градоначалниците и на Зрновци и на Чешиново Блешево, за се што треба, ние стоиме на располагање, се што е во наша моќ да и помогнеме и се ставаме на располагање на двете соседни наши општини, како и на другите општини, ако за треба нешто, тука сме. Коронавирусот кај градоначалникот и неговата сопруга е потврден вчера, откако тој бил во контакт со правозаразениот пациент од Кочани, кој почина пред 2 дена и тие од 1 април се во самоизолација. Значи ги известив одма, штом разбрав дека е во позитивен овој берберот, одма се јавив на матичниот, одма ги известив јавно здравје. После тоа, кој мојот тест изгледа позитивен, ги известив луѓето што сум имал, тоа са многу мал број на луѓе, што сум имал контакт со нив, блиско. Ги известив да се проверат и они, да си стават у самоизолација. Луѓето од општината 19 вработени се од завчера дома, на 14-дневна изолација. Во меѓувреме, матичната лекарка на градоначалникот Крстев, Јасминка Ајтовска, ги повика сите жители на општината да се јават кај своите матични лекари. Секој кој во последните 10 дена бил во контакт со градоначалникот или со некој од вработените во општината, да се јави кај својот матичен лекар за понатамошни инструкции и лична заштита. Да не се создава паника, заболени од коронавирусот нема, но има позитивни од општинската зграда кои се без симптоми. Рече Ајтовска.